Почитувани, вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Во текот на целиот ден ве информираме и ве известуваме од најкритичните региони, од најкритичните населби во Скопско, кои беа зафатени од големо невреме, незапаметено во последната деценија. На 20 жртви во невремето во Скопје, десетици се повредени, повеќе мина се водат за исчезнати. Утре е прогласен ден на жалост. Во отвореното студио на телевизија Нова ќе ги анализираме последиците од поплавите. Во меѓувреме, тимот на телевизија Нова изработи графички приказ за најпогодените места од невремето. Во текот на ноќта најпогодени беа Стајковци, Рачиново, Инџиково, Сингелич и Ченто. Поплавени беа и повеќе локации во градот. Клучката кај Континентал, подвозникот на булевар Србија, дел од булеварот Кочо-Рацин, подвозникот кон Црниче, додека на обиколницата околу Скопје беа заглавени поголем број на возила. Над 1000 граѓани беа извлечени и им беше помогнато. Беа во многу сериозна состојба, а голем дел од нив и во животозагрозувачка состојба. И на Google има мапа со комплетен приказ кои патишта се затворени и ризични, места кои не се проодни, кои се поплавени и кои се погодени од поплавата. Прикажани се на мапа и на интернет страницата на Google, преку која граѓаните може да ги добијат најновите информации за случувањата во Скопје. На мапата има информација и за прекини на електричната енергија. Како што можете да видите, забележани се и пунктовите за собирање на донации, местата на кои може да се најде помош, како и безбедните места за евакуираните. Мапата постојано се ажурира, прикажува и слики од погодените подрачја. Почитувани, останете со нас. За кусо продолжуваме во отвореното студио на телевизија Нова со гостите кои што се вечерва со нас. Гледате телевизија Нова, вечерва сме со вас во отвореното студио. Подсетувам, 20 жртви однесе невремето во Скопје, незапаметено во последната деценија. Десетици се повредени, се уште 6 мина се водат за исчезнати. Со мене и со вас во отвореното студио на телевизија Нова се Ивана Петровиќ, раководител во управата за хидрометеоролошки работи. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Овде со нас е и градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коновски. Добро вечер и за вас, благодарам што дојдовте. Добро вечер. Каква катастрофа и се случи ноќеска на Македонија? Можеше ли ова да се предвиди? Подрачјето на Македонија во летниот период, како и целиот всушност Балкански полуостров, често пати е зафатен од нестабилна облачност, која што ние велиме дека има локален карактер, меѓутоа тоа што има локален карактер не значи дека нема интензивен карактер. Значи, овие процеси се под влијание на големото загревање кое што копното го има во летниот период и близината на големите водени површини како што се Медитеранот, Егејското и Црното море. Под дејство значи на ова се значи предиспозиции за развој на овие процеси кои што, како што велиме, имаат развој во самото место. Облаците значи се развиваат во самото место и тоа со големи брзини, бидејќи покрај тоа што во атмосферата имаме хоризонтални движења, имаме многу изразени и вертикални движења. Значи атмосферата е еден многу комплексен систем во кој што имаме движења во сите насоки, каде што имаме присуство на водена пара која постојано се трансформира од еден вид во друг. Па така, при овие процеси во летниот период, поради огромната енергија која што ја добиваат од топлината, се развиваат во големи височини во атмосферата, имаат голем интензитет и често пати сме сведоци на поројни врнежи со грмотевици. Меѓутоа, она што се случи вчера беше уште поинтензивно поради стационарноста на системот кој што се разви некаде во северозападните делови од земјата, некаде во Полошкиот регион, па постепено се преместуваше, дури во еден момент се чинеше дека ќе го одмине Скопје и ќе продолжи да се повлекува кон исток. Меѓутоа, процесите кои што се од, ние велиме од мезоразмери, значи од средни размери, се околностите беа такви што овој систем во еден момент се интензивираше многу, меѓутоа и застана над подрачјето на Скопје, што е подрачје кое што е многу густо населено и каде што
Овие интензивни процеси има, за жал, многу големи и катастрофални последици. Скопје беше најпогодено, буквално небото и земјата се споја, голема катастрофа му се случи на градот, можеби општина Аеродром секако не е една од најпогодените, но затоа имаше вонредна седница, се мобилизираше за да и помогне на најпогодената општина Газибаба. Каде е најкритично? Како што напомена почитуваната гостинка, ваква природна катастрофа ја не паметам во Скопје кога имало, барем последниве 20 на години. Минатата година исто имаше голема катастрофа, меѓутоа оваа катастрофа може да се каже дека беше уште поголема од таа минатата година, каде што најпогоден беше тогаш Титовскиот регион и делови од градот Скопје. Најпогоден дел во целата оваа катастрофа беше општина Газибаба, оној дел, рурален дел во Газибаба, селата Булачани, Стајковци, Црешево и другите кои што се на подножјето на Скопска Црна Гора. Катастрофални последици, жртви, голем број на жртви, преку 20 на луѓе до сега пријавено е дека се официјално починати од таа катастрофа. Голема количина на вода е падната за еден краток временски период од 30-40 минути, од прилика околу 93 литри метар квадратен, што е навистина огромна количина на вода и не постои систем кој што може да ја абсорбира оваа вода, не постои атмосферска канализација која што може да ја прибере оваа вода и да се намали практично штетата која што ја имавме минатиот ден, минатата вечер. Така да, навистина, голема катастрофа за градот Скопје, за сите оние кои што изгубија блиски, роднини, и мислам дека оваа штета не може да се надомести. Можеби материјално ќе се санира штетите, меѓутоа загубите на човечките животи никако не може да се надоместат. Метеоролозите може ли да предвидат дека вакво нешто ќе му се случи на Скопје? Податоците говорат дека големо количество вода наврна во главниот град. Овие вакви процеси од поголема дистанца не можат да се предвидат. Значи, може да се предвиди дека во подрачјето на Македонија ќе биде нестабилно, дека некои делови од земјата ќе бидат повеќе зафатени, дека можеби процесите ќе бидат послаби или поинтензивни. Меѓутоа, ништо не укажуваше на тоа дека вчера, особено Скопското подрачје, значи прогнозите беа дека западниот регион поинтензивни процеси ќе има, како што и имаше, меѓутоа беа од оние, да речеме, некои нормални граници кои што вообичаено ги имаме. Меѓутоа, како што кажав, значи, многу фактори се тука кои што влијаат на овие системи. Особено Македонија е земја со многу разнолика орографија, многу разновиден релјеф кој што особено влијае на овие процеси, така да понекогаш и не може да се предвиди во кој правец ќе одат, а вака со овој интензитет дека токму и баш над Скопското подрачје ќе се појави, не можеше да се предвиди. Во прогнозата на времето се користат, ние велиме, нумерички модели, тоа е можеби за поширокиот аудиториум нешто непознато, меѓутоа тоа се модели во кои што се пресметуваат равенките на термодинамика и кои што укажуваат во кој правец ќе се движат системите, воздушните маси и така натаму, да не навлегуваме. Значи, сите тие модели не го предвидува и користиме различни модели од различни извори во управата. Дури поголем дел од моделите даваа дека повеќе врнежи ќе имаме во текот на денешниот ден, што еве и не се случи. Меѓутоа, кога беше веќе регистрирано дека некој посериозен систем се приближува кон Скопската котлина, беа, значи, алармирани сите надлежни институции дека Скопје ќе биде зафатено од невреме, од позначително невреме. Меѓутоа, овие вакви размери
навистина никој не можеше да ги предвиди, како што веќе напоменавте, значи незапаметено, не сме и во нашата пракса, не сме се сретнале со вакво невреме. Незапаметено невреме, како што и рековте, човечките животи не може никој да ги надомести. Ете, слушнавме градот Скопје денеска заседаваше, најави дека ќе има еднократна парична помош во износ од 3000 евра за семејствата кои имаат настрадано лице во поплавите. Но како може во иднина да се превенираат вакви поплави кои што може да и се случат на Македонија? Дали треба поголеми апели до сите оние жители, граѓани да си ги осигуруваат имотите? Видете, елементарни природни катастрофи, како што имавме вчера во градот Скопје, тие не може да се предвидат. Ниту пак граѓаните може од аспект на материјалните работи да бидат целосно заштитени. Освен доколку го осигураат својот имот од вакви природни катастрофи и на тој начин да материјално ги надоместат во целост своите трошоци. Меѓутоа, како што кажавме пред малку, за жал имаме и човечки животи кои што нема начин како тие да се надоместат. Ние како општина Аеродром денеска преземавме низа на активности да ги санираме практично тие штети. Донесовме одлука со која што формиравме тимови на кои што треба да ги утврдат колкави се материјалните штети, материјалните трошоци кои што ги имаат граѓаните од таа природна катастрофа. Во наредните 7 дена треба да знаеме точно за колкава финансиска состојба станува збор и врз база на тоа во координација со градот Скопје, со владата на Република Македонија да се донесе одлука на кој начин ќе бидат обештетени граѓаните. Инаку како општина солидарни со општина Газибаба која што беше најпогодена, донесовме одлука за помош од 3 милиони денари, донација на општина Газибаба, која што треба да ги искористи тие средства за оние подрачја кои што се најпогодени од поплавите. Исто така, вработените во општината, сите оние сезонците кои што работат во координација со јавното претпријатие Водовод и со јавните претпријатија на другите јавни претпријатија на градот Скопје, работат моментално на поставување на вреки со песок покрај Усијанскиот канал, кој што беше една од причините за поплавувањето на голем број на подруми, на куќи во руралниот дел на општина Аеродром. Инаку целата градежна оператива која што е на територија на градот Скопје, вклучувајќи и градежната оператива на централно ниво и на локално ниво и на ниво на градот Скопје, е моментално работи во најпогодените подрачја, онаму каде што има најголема материјална штета и каде што навистина има голем број на домови поплавени. Тоа е во општина Газибаба. После тоа следи активност во другите општини кои што се најпогодени и затоа во моментов имаме недостаток на пумпи, недостаток на цистерни кои што би можеле во другите делови на општините да работат на помош на граѓаните да можат да ја вадат водата од своите подруми. Имаме поплавени куќи на Мите Богоевски улица, во населба Лисиче, имаме во Горно Лисиче. Очекувам со сите овие активности кои што се спроведуваат, а исто така и доколку временските услови не бидат онакви какви што беа минатата вечер, а се надеваме сите дека не постои таква можност. Мислам дека нема повеќе да имаме таква катастрофа во блиска иднина. Во секој случај, како што реков пред малку, не постои метод како да се спречи ваков тип на поплави доколку имаме ваков тип на природна катастрофа. 93 литри на метар квадратен да паднат за 30-40 минути, тоа е навистина огромна количина на вода и не постои систем кој што може таа вода да ја абсорбира. Што велат последните информации на Управата за хидрометеоролошки работи? Дали врнежите од дожд ќе стивнат? Може ли да очекуваме благо зголемување на температурите и ова невреме да се стиша? Па денешниот ден помина релативно мирно. Имавме зголемена облачност и овие вакви конвективни процеси во некои делови од земјата, меѓутоа беа со многу послаб интензитет и
беа локализирани во Охридско-Преспанскиот регион и вечерва и во Кривополаничкиот регион. Во останатите делови од земјата имавме повремено зголемена облачност, меѓутоа немавме врнежи, иако нашето подречје се уште се наоѓа под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, која што всушност беше и причина за овие процеси што ги имавме во текот на вчерашниот ден, и ова влажна нестабилна воздушна маса ќе се задржи на нашето подречје и во текот на утрешниот ден. Така да циклонот е еден систем кој што циркулира, кој што кружи, и во него се сменуваат делови каде што има стабилно време и делови каде што имаме нестабилност. Така да во ова негово кружење, циркулирање, очекуваме повремено да имаме повторно нестабилност со дожди, со грмежи, меѓутоа бидејќи веќе атмосферата до некаде е изладена, не е толку топло како што беше претходно, така да овие процеси не очекуваме да имаат воопшто, мислам, не станува збор како она што беше вчера, па дури со некои поинтензивни размери. Меѓутоа, сепак, треба да бидеме внимателни, особено што веќе имаме голема количина на вода од претходните врнежи, така да треба да се биде особено внимателен, бидејќи се уште имаме услови за да имаме врнежи и во текот на ноќта што следи и во текот на утрешниот ден. Внимателност и будност не само кај управата за хидрометеоролошки работи, туку и кај надлежните институции. Подсетувам, најпогодена од општините е општина Газибаба, токму населените места Стајковци, Арачиново и Ченто се едни од најпогодените. Екипите на телевизија Нова во текот на целата ноќ, целиот ден и оваа вечер се на терен да ги посетат и одблиску, да ви ги прикажат информациите од поплавените подрачја, жителите чии домови се поплавени, сите оние луѓе кои бараат помош. Има и отворено линија, веќе се организирани и пунктови каде се дава помош на настраданите семејства. Нашите екипи се на терен во очекување на Александра Спасевска, која треба да се јави во живо од Ченто со последните информации. Александра, ти си во живо во отвореното студио на телевизија Нова. Кои се последните податоци и информации? Имаме потрага по некои од исчезнатите. Видовме дека и политичарите, премиерот Димитриев, но и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски се мобилизира и се на терен. Со какви информации располагаш во моментов? Така, Билјана, јас сум во моментов во основното училиште 25 мај, каде е еден од пунктовите за поддршка и помош на настраданите. Овдека е дистрибутивниот пункт, односно каде што се собира храна, вода, санитарни средства за настраданите. Веќе почнува да заврнува тука. Има многу гужва, нема струја, не е многу проводно, не може добро да се ориентираш во оваа ситуација. Тука пред малку беше во посета владиниот тим. Тука исто беше и председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој што на терен од Црвениот крст информираше дали има доволно храна и вода и сите потребни средства за настраданите. Има многу жители кои што доаѓаат и на кои што им е потребна помош. Тој претходно беше во селото Брњарци, каде што исто така посети дел од настраданите. Им кажа дека екипите на армијата се на терен и дека за сите настрадани веднаш ќе пристигнат на терен и ќе им помогнат за санирање на штетите, за испумпување на водата. Тој во разговор тука со дел од министрите кои што беа на терен кажа дека најголеми штети се направени во селото Камник и повика да се реагира на терен, веднаш да се санираат штетите. Истакна дека кермелините на армијата се оние кои што најмногу помогнале во рачистување на дел од патот. Предлагам да видиме дел од разговорот кој што го имаше тука со владините представници. До Камник пробиено ли е? Може да се стигне до таму? Па до негде. Но? До половина може да стигнеме, до крајот не. До крајот не. Мора да стигнеме до Камник. Не, до крајот не. Пошто имаме 200 куќи горе кај блиско до езерото што немаме пристап. Можеме ли да помогнеме за Камник да се расчисти вечер? За утре да биде тоа расчистено во текот на ноќта. Да се расчисти.
Значи се активира. Ти си пуштен. Што механизација треба? Шуменски прво, два. Па еден дали врши работа. Не, повеќе имаме ние, сега ќе концентрираме таму. 2-3 ако треба ќе одесаме. 2 до 3 концентрација таму ќе дадеме. Тоа на само место, тоа е практично последното кај што не сме стигнали. Тоа е лево доаѓа, значи лево доаѓа. Ја мислев дека речи на лево доаѓа. Значи сега према Те дел од Сингрич во према Бровишната камница. Така е, тоа е споено. многу далеко. Ќе земе 2-3, значи Шести или вечер? јас сигурен сум дека тоа ще се. Што има треба напатима, така? Не, па да. Ѓубре. Да, џубе како што е слично што беше Камења. Ставица, да, така. И од езерото иде во тој дел, во Камник. Тука се тука се споени фактички пробија 2 до 3 машини вечерва ќе пуштам. Да се јавите, може ли сега вечер во? Да тргнете екипа. Да тргнете екипа. Значи ќе се јавам ја 3 екипи ќе концентрирам тука, да. Така, Билјана, исто така морам да потенцирам дека тука во овој дистрибутивен центар Груевски разговараше лично и со директорот на разговараше телефонски, се извинувам, со директорот на дирекцијата за спасување Салиу, кој што побара од него да има повеќе механизација на терен. Салиу кажа дека веќе се ангажирани дополнителни 23 машини механизација за да се санираат штетите. Она што беше тука истакнато е дека многу позитивно, како што истакна и владините представници, дека на терен се реагирало брзо, односно прво се помогнало на оние кои што биле најпогодени. Вечерва и од утре ќе почнат да се санираат помалите штети, односно на оние кои што не им е толку многу потребна помош. Груевски со дел од владините представници се уште е на терен тука во овој регион со повеќе информации за штетите и што понатаму ќе се случува вечерва во следните информативни изданија. Може би прашања да имате. Александра, сакам да те прашам, гледам дека за тебе е темно, ти спомена дека нема електрична енергија, во прекин ли се обраќаат и што со оние домови чии куќи се поплавени, каде се тие луѓе? Знаеме дека има отворено и прифатилишта каде може да се згрижат и да побараат помош. Да, Билјана, како што можеш да видиш, нема осветлување ни улично, нема ни струја во скоро целото село и сите населени места во околината, иако жителите викаат дека подобро е што нема струја, бидејќи поради водата може да добијат струен удар. Може да добијат струен удар, исто така односно движењето тука е отежнато затоа што нема улично осветлување, има многу дупки, има многу вода. Оние кои што не го познаваат местото не е препорачливо да доаѓаат тука. Дел од жителите веќе се во приватниот центар кој што е во основното училиште Наум Наумовски Борча во Маџари, каде што има од Црвениот крст представници кои што ги прифаќаат оние што нема каде да бидат сместени. На терен исто така се даваат свеќи, бидејќи нема никакво осветлување ниту во домовите, ни никаде. Инаку од режија ми јавува дека може да видиме дел од разговорот кој што тука Груевски имаше со Шабан Салиу, каде што има информација за тоа колку се работи на терен и како се работи на терен, па предлагам да видиме и дел од тој разговор. Значи, Шабан, гледај најмалку 150, ако можеш повеќе, тоа е прво. Второ, многу е важно откако ги соберите да им дадете алат и прецизна инструкција, прецизна команда што и каде да прават. Точно, тоа вечера на влада договорите го, да ги поделите во групи и да работат по куќите за расчистување на дворови, на куќи, влечење на вода кај што е насобрана вода, расчистување на градежен шут, односно на кал и камења што се нафрлени, да ја помогнат на луѓето, ти не може сами. Оти знаеш што, ако немаат прецизна команда, ќе лутаат и ќе чекаат и ќе гледаат како муви без глави што да прават. Значи треба точно секој да има точна задача и точно време што треба да заврши. И те молам и ти да одеш утре од место во место, лично. Океј, значи, овие 50 пункти стигнаш. Јас сум во Сингелич, тука немаат пумпи. Кај училиштето 25 мај тука.
одговара директорот. Не. Бара пумпи кола, така? Пумпи, значи треба и у Стајковци, треба и овде пумпи, и во економија. Економија, кам лево и десно, двете економија. И во Бањац. Не, толку, не, кам не. Не, во Бањац не треба. Значи во економија, во Сингелич, Стајковци, Камник, ама не е пробиен уште. Ќе се пробие вечера, тогаш. Смилковци бараат пумпи. И еден дел кај Джиково, кај Петро Вулин Джиково. И еден дел кај Петро Вулин Джиково. Цела вода оди натаму. Океј, значи, уште еднаш шавам повторам. Не е само важно да ги собереш механизацијата и луѓето, туку добра организација е потребна. На терен е потребно да знае секој што прави. Темо, можеш ли утре 250 да собереш? Па собери. Шава. Океј, собери 250, темо. Александра и ти најави механизацијата е на терен, Сингелич без електрична енергија, институциите се мобилизирани, се со цел да им помогнат на жителите, на оние луѓе чии домови настрада со поплавите. Пред малку ми спомена дека надвор почнало да врне. Какво е времето, дали дождот е посилен или полека се стишува времето? Времето полека се стишува, односно имаше само малку дожд, меѓутоа се гледаат грмотевици, громови од далечина. Дали ќе има исто невреме како и вчера, се надеваме не. Не се такви очекувањата, меѓутоа како што и истакна од Управата за хидрометеоролошки работи и од Центарот за управување со кризи, мора да граѓаните да внимаваат, да останат во своите домови, да не излегуваат надвор, посебно во врнежливи делови и посебно не во овој крај, бидејќи тука веќе и така водата пополека се собира, поплавени се голем дел од улиците и е тешко проодно. Се надеваме дека нема да има поголеми врнежи од дожд, колку што можам да видам веќе и се стабилизира дождот. Александра Спасевска во живо од Скопски Сингелич. Благодарам за информациите кои ги сподели со гледачите на телевизија Нова. Нашите екипи се на терен на неколку локации во градот. Очекуваме вклучување во отвореното студио, но и во наредните информативни изданија. Да подсетам, заседава и владата. Вонредна седница е закажана за во 21 часот. Иле Петревски е нашиот новинар кој подоцна во текот на ова отворено студио ќе ни се вклучи со информации. Во очекување сме и на представник од Црвениот крст кој треба да дојде во студиото на телевизија Нова. Со него ќе разговараме за помошта која што Црвениот крст ја пружа за сите оние загрозени семејства чии домови настрада со поплавите. Почитувани, вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Овде ги анализираме последиците, зборуваме и за причините за невремето. Коневски рековме дека е најзагрозена сепак општина Газибаба, но вие споменавте дека делови од аеродром беа поплавени, делови од Лисиче, куќите, особено оној дел каде што има се повеќе куќи. За колкава штета станува збор? Точно ќе знаеме во текот на наредните денови, кога екипите ќе излезат на лице место на терен, тие од уште рано сабајле ќе почнат со нивните активности во насока на утврдување на таа штета. Очекувам за неколку дена да ја знаеме точно колкава ќе биде материјалната штета. Инаку имаме штета и во урбаниот дел, конкретно на едно место покрај Трета македонска бригада создадено е лечилиште како резултат на дупка која што е направена за отпочнување на градба на стамбен објект. Како резултат на тоа лечилиште има дел од паркинг оштетен и една улица која што е во фаза на градба. Уште денеска инспекторатот на општина Аеродром во соработка со службите, во соработка со фирмата која што е изведувач на тој објект излезе на лице место, издаде решение со кое што наложи на фирмата да ја санира таа дупка, тоа лечилиште, а се со цел да не дојде понатаму до некоја несакана последица, заради тоа што во непосредна близина имаме стамбени објекти каде што живеат луѓе и сите активности
се денес во насока на санирање на целокупната штета која што е создадена. Како што напоменав пред малку, луѓето вработени во општината работат на обезбедување на Усијанскиот канал со вреки песок. Во случај да имаме невреме и денеска и вечерва да се спречи излевање на тој канал, а со тоа и да се спречи поплавување дополнително на куќите во тој дел. Ги отворивме денеска сите основни училишта за собирање на донација, собирање на најчесто на храна и вода, флаширана вода, која што е најпотребна за оние најпогодени подрачја во градот Скопје, претежно станува збор за општина Газибаба. Тие работат до 22 часот секој ден и екипи од општината Аеродром после тоа ја дистрибуираат таа помош до општина Газибаба, која што после тоа ја дистрибуира до сите подрачја каде што е најпотребно. Така што апелирам до сите граѓани кои што се хумани, кои што сакаат да помогнат, да во непосредна близина нивна, во секој училиште буквално, вратите се отворени, може да донираат храна и флаширана вода, да им помогнеме на тие луѓе кои што навистина такво нешто им е потребно. Да, одзивот ми се чини и кај скопјани, но и кај останатите жители на Македонија е голем, и по медиумите, но и по социјалните мрежи постојано повик да се помогне на најпогодените подрачја. Се мобилизираа локалните власти, но нанозе и бизнис секторот. Токму Сојузот на стопански комори апелираше компаниите да ги отворат вратите и да им помогнат на најзагрозените семејства на жителите на општина Газибаба од Стајковци, Сингелич и Јарачиново. Во живо на линковска врска ја имам претседателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска. Данела, слушнавме дека ССК уште од утрото постојано имаше апел до членките да се одважат и да помогнат во обид да им се помогне и да им се пружи помош на најзагрозените семејства. Каков е одзивот од вашите членки? Да, Билјана, од рано наутро Сојуз на стопански комори на Македонија се мобилизираше и отпочна собирањето на помош за настраданите граѓани и семејствата на оние кои што изгубија не само своите најблиски, туку и оние кои што ги изгубија своите домови како резултат на природната несреќа која што се случи во Скопје во изминатото деноноќе. Одзивот кај компаниите е навистина одличен, значи од рано утрово се отпочна со акцијата и со мобилизирање, меѓутоа со цел да акцијата се зголеми, ги повикавме и медиумите да го поддржат нашиот повик и да ги анимираат сите оние компании кои што се уште не слушнале за повикот за двата пункта кои што се отворени, едниот кој што отпочнат во соработка со бизнис клубот на општината Газибаба, кој што работи од рано наутро, и вториот кој што работи во центарот на Скопје, кој што е за сите останати општини, каде што може исто така да донираат и да се собира помош на првата основна која што е потребна за семејствата на овие општини. Арцовска, очигледно бизнис секторот покажува хуманост и солидарност кога станува збор за катастрофа, за вакво големо невреме, чии последици и чија штета допрва ќе се сумира. Видовме и малите и големите компании веќе донираа пакет хигиенски производи, но и пелени за сите оние деца кои живеат во загрозените подрачја. Што најмногу се донира и за колкава сума станува збор? Значи, најпрвен помошта компаниите отпочнаа со донирање на финансиски средства за оние семејства кои што се најзагрозени, меѓутоа и второ и најважно е собирање на сите оние основни намирници кои што на семејствата сега во овој момент им се најнеопходни, а тоа е секако во секој случај водата, храна која што е конзервирана и која што е спремна за употреба, која што ќе им биде во секој случај најнеопходна во овој период, и нормално облека, покукнина, се она кое што ќе им треба на семејствата во овие први денови се додека не се санираат најголеми и не се проценат штетите кои што семејствата ги претрпеле. Данела, споменавте дека имате и отворено пункт токму во општината Газибаба. Каков е планот на бизнис секторот за веќе од утре, за наредната недела? Како ќе се делува за во обид да им се помогне на најзагрозените подрачја и семејства кои живеат во таа општина?
Бизнес заедницата, како што знаете, преку овие два пункта од рано утрово, значи откако ја добивме новоста за овие штети кои што се настанати во скопските населби, се мобилизираше и отпочна со собирање не само на финансиски и материјални средства, туку и за оние основни намирници кои што им се потребни на луѓето таму. Меѓутоа, во координација со локалните власти кои што се на терен на лица место, ќе се договориме на кој начин тие да бидат дистрибуирани до средствата, затоа што тие се таму на лица место и најдобро ги знаат чекорите и во секој случај ги знаат и точно кои се семејствата кои што имаат претрпено штети од нормално од оваа природна катастрофа, така да се надеваме дека со нивната помош во наредните неколку дена се она кое што е собрано од страна на бизнес секторот, од страна на компаниите, кои што морам да ги поздравам, на вистина ја изразија својата хуманост и својата солидарност денеска и се надевам дека истото ќе продолжи во наредните денови, ќе биде дистрибуирано до семејствата и ќе стигне таму каде што е најнеопходно. Благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Данела Арсовска, претседателката на Сојузот на стопански комори, за помошта која што ја најавија и веќе ја пружаат фирмите членки на ССК. Се мобилизираше и бизнис секторот, покажува солидарност во овие моменти кога на семејствата на жителите на најзагрозените подрачја им е потребна помош. Телевизија Нова во отвореното студио анализира, дебатира, ги бара причините, зборува и за последиците од невремето. Рековме дека Скопје е најпогодено, но и делови од Тетовско беа загрозени од невремето. За кои подрачја станува збор? Подрачјето на Тетово, односно северозападниот дел од земјата со Шарпланинскиот масив, беше најпрво запатен во текот на вчерашниот ден. Количината на измерен наврнат воден талок во Тетово изнесуваше 34 литри дожд на метар квадратен. Меѓутоа, овие процеси се од локален карактер. Количината на врнежи многу варира од место до место, така да мерењата кои што ги вршиме на метеоролошките станици се еден показател за тоа колку наврнало. Меѓутоа, на различни растојанија од метеоролошката станица може да имаме и многу различни количини на наврнат воден талок. Така и со оваа количина што е измерена во Скопје. 93 литри се измерени на Зајчеврид. Во Скопје Петровец само 5 литри, веќе оваа информација одеше во текот на денот. Меѓутоа, на самото место каде што беа штетите најголеми, сигурно количината на наврнат воден талок беше и поголема. Покрај тоа што е битна и вкупната количина на воден талок, многу е важен и интензитетот, односно временскиот период за кој овој воден талок ќе падне, значи самиот интензитет на врнежи и исто така и подрачјето каде што ќе падне. Шарпланинскиот масив, како што видовме и минатата година, е многу подложен на свлечишта, на суводолици кои што се полнат со оваа вода од врнежите и многу брзо прават така наречени поројни поплави, кои што се разликуваат од оние речни поплави и кои што се во англискиот јазик се нарекуваат и флеш флац, значи како блиц, многу краткотрајни, меѓутоа многу интензивни поплави, што беше случај и во Тетово, што беше случај и во Скопје. Значи, за многу краток период таа вода се слева од поголемите надморски височини, си наоѓа пат и таму каде што ќе помине, еве, остава катастрофални последици. Јас би сакала да повторам, да не бидам погрешно разбрана во однос на очекувањата за врнежите. Значи, со тоа што рековме дека не се очекува невреме од размери како вчера, не значи дека можеби некаде нема да имаме краткотрајно невреме и овие процеси сами по себе на некој начин и во помали размери може да бидат опасни и вообичаено и од овие вакви нестабилни облачни системи да имаме 20 литри дожд, што секако во случајов за некои делови од градов, доколку би паднале, би имале големи последици во овој момент. Големи врнежи од дожд надвор нема, но сепак се слушаат повремени грмежи, а полека екипите кои што се на терен ми јавуваат дека почнало да врне. Александар Видиновски, нашиот новинар, во живо се јавува од една од скопските општини. Александар, каде се наоѓаш во моментов и со кои информации располагаш?
Биби, ние во моментов правиме обид да стигнеме до Камник. Тоа е едно од најтешко погодените места каде што моментално се трага по уште едно, како што неофицијално дознав од мештаните, девојче кој најверојатно настрада од поплавите. Стигнавме нешто над гробиштата во Камник. Оттаму патот е комплетно неоприроден, има големи насипи на земја, меѓутоа ние ќе се обидеме нели пешки да се пробиеме и да стигнеме. Она што сите тука ги загрижува е тоа што само што можевме да го чуете е дека се спрема повторно невреме, се почести се молњите и громовите и почнува да врне. Така што претпоставам дека ова ќе биде уште една долга ноќ не само за жителите на овој крај, туку и за сите оние екипи кои што се обидуваат во овие моменти да им помогнат најпрво на најтешко погодените граѓани и објекти во населбите Стингилич, Ченто и Рачинова. Јас пред да дојдам на ова место бевме и до основното училиште 25 мај во Стингилич. Тоа е училиште реонски најблиску до оние погодени населби. Тука граѓаните доаѓаат, ги земат на хуманитарна помош која оставаат другите граѓани, пред се жителите на Скопје, имаат потреби пред се од вода и од храна. За сега тоа е добро организирано, пред околу половина час таму беа и надлежните, кажаа дека ќе се вложат дополнителни напори да им се помогне на овие луѓе. Меѓутоа, она што сите во моментот оние сите моменти што ги загрижува е тоа што најверојатно ова подрачје ќе биде удар на уште едно невреме, а веќе како што кажав почнува и да врне. Повели доколку имаш прашања. Александар, ти си во Камник, грмотевици зад себе. Каква е снабденоста со електричната енергија и проводноста по патиштата натаму? Па оние главни патишта се проводни, оние сите помали патиња се уште не проводни. Механизација од градот Скопје, меѓутоа предци од армијата на Република Македонија стварно прават надчовечки напори што час поскоро да ги ослободат овие патишта. Меѓутоа струја се уште нема. Се работи најверојатно за голем ефект и екипите на ЕВН се на терен и тие така прават напори да час поскоро да донесат електрична енергија. На овој момент тоа не е случај. Она единствена електрична енергија во овој момент и тука што гледаме грмотевиците што го најавуваат, претпоставам и новото невреме. Александар рече дека се трага и по некое девојче. Каков е билансот? Последните официјални бројки од надлежните институции се дека невремето однесе 21 жртва, 6 мина се исчезнати. Точно, сега ќе калкулираме со официјалните бројки, значи тоа е бројката 21 потврден човек што го изгубил животот. Меѓутоа, од мештаните со кои што јас разговарав кажа дека пред околу 1 час се најдени и телата на уште двајца, а моментално како што кажав засилено се трага по едно девојче кој исто така му се губи трагата по синоќешното големо невреме. Се претпоставува и дека тоа е починато, меѓутоа тука локалното население со припадниците на АРМ пробуваат час поскоро да го најдат и телото на ова лице. Меѓутоа, да повторам уште еднаш, ова се неофицијални информации кои што ги добив од локалните жители тука во овие населени места, кај што веќе можев да приметам дека овие луѓе пред цела вечер не се спиени, уморни се, веќе се приметува и нервозата, сакаат час поскоро ова да заврши. Меѓутоа, според тоа како се развиваат метеоролошките услови во овој дел од градот, претпоставам како што кажав, ова ќе биде уште една долга ноќ. Александар, благодарам за информациите. Те очекуваме во текот на вечерта со нови детали, информации и слика од терен. Нашиот новинар во живо се јави од Камник со последните информации. Слушнавте, почитувани гледачи, се трага по девојче на кој му се губи трагата и кој од вчера со невремето исчезнато. Не само ова девојче, се трага и со уште 6 мина жители од овој регион. Коневски, надлежните локалните власти се мобилизирани. Тоа можевме денеска да го видиме на терен во медиумите, но во исто време се бара одговорност. Дали и кој треба да понесе одговорност? Па, тоа што можев да го видам изминатиот ден, некои луѓе, претежно станува збор за политички мотивирани, бараат одредена одговорност, што лично сметам дека во овој период, конкретно кога сега се помага на граѓаните, кога е навистина тежок период за многу луѓе, најтежок за оние кои што ги имаат изгубено најблиските, треба
што е можно повеќе да се мобилизираме, да се сплотиме сите заедно без разлика на политичката определба и да се ставиме сите во функција на овие граѓани на кои што навистина им е неопходна помош, обвинувањата се најмалку потребни во овој период и мислам дека во една елементарна непогода не може никој да предвиди што ќе се случи. И врз база на тоа мислам дека не треба со такви обвинувања да се излегува, посебно во овој период никој не посакува ваков епилог и секој сака да помогне, така да апелирам што е можно поголема сплутеност, а се со цел да се помогне на луѓето кои што се навистина погодени од оваа природна катастрофа. Да, природни катастрофи имало многу одамна во Скопје. Која е последната катастрофа која што и се случила на метрополата? Се памети ли вакво невреме во последната деценија? Вакво невреме не само во последната деценија, туку не се памети многу одамна. Мислам дека невреме од вакви размери воопшто не е регистрирано било во Скопската котлина, било подрачјето на Македонија. Значи сме имале интензивни процеси, сме имале невремиња. Меѓутоа, ваков, како што веќе напоменавме, стационарен систем, кој што во изразено јужно струење постојано се хранеше со влага од појужните географски ширини и остана стационарен на едно, за жал, густо населено подрачје. Мислам дека воопшто немаме регистрирано во изминатиот период од кога постои метеоролошката служба во Македонија. Значи сме имале изразени конвективни процеси со појава на град, нели сме секоја година сме сведоци на поројни врнежи со големи количини, меѓутоа можеби тие количини и не биле на вакво подрачје, биле во рамница или не биле за толку краток период и штетите од град пак се од друга природа. Така да, значи, јас мислам дека колку што јас имам податоци, вакво невреме, мислам дека во Македонија не сме имале до сега. Незапаметено невреме се случи во земјава, надлежните се мобилизирани. Вечерва вонредна седница закажа владата пред македонската влада. Во живо го имаме Иле Петревски. Иле, кои се информациите? Имаме ли информација какви мерки ќе се донесат вечерва на седницата на влада? Да, Билјана, со оглед на тоа што втората вонредна владина седница започна пред 20 на минути овде на Илинденска, ќе се чека да се види, се утврдат кои ќе бидат првичните мерки и алтернативни решенија за што побрзо да им се помогне на сите оние граѓани кои што практично ги загубија домовите или им се оштетени од големото невреме кое што вчера го зафати главниот град. Знаеме, најпогодено беше село Стајковци во општина Газибаба, исто така своите домови ги загубија практично и делови од Киселавода, од Бутел, но и има големо оштетување и во општина Аеродром. Телевизија Нова останува овде пред владината зграда да ги чека сите оние решенија и мерки со кои што владата ќе им излезе во престрет на граѓаните кои што веќе се повредени на некој начин од синоќешното невреме кое што го зафати главниот град и делови на Тетово. Да, Иле, се очекува да биде прогласена вонредна состојба. Знаеме дека утре е ден на жалост во Македонија, токму поради жртвите од невремето, поради целата катастрофа што се случи во земјава. Иле, да подсетиме каква одлука донесе денеска градот Скопје? Да, градот Скопје, телевизија Нова беше денеска и на вонредната седница на Советот на град Скопје. Со едногласна одлука тие решија секое семејство каде што има настрадано, односно починато лице да бидат обештетени со 3000 евра, оние првични средства кои што може да им се излезе во пресред, а според управувачкиот комитет од таму одлучија 15 дена да биде ситуацијата под контрола од страна на институциите на оние места каде што беа најзастапени, каде што поплавите удрија најмногу во населените места.
Да, Иле, најпогодени од поплавите, најпогодена е општината Газибаба, Рачиново, Стајковски и Сингелич се населбите кои претрпеа голема штета, поплавени домови и возила, се сумираат штетите на терен. Иле Петревски во живо од Илинденска отпред зградата на македонската влада, каде во моментов се одржува вонредна седница. Илето очекуваме во наредните информативни изданија со нови информации и детали кои ќе произлезат секако од вечерашната седница. Почитувани, ве повикувам да останете со телевизија Нова. Продолжуваме со отвореното студио, правиме куса пауза за реклама. Вие сте со телевизија Нова, со отвореното студио. Овде со нас е Ивана Петровиќ, раководител во Управата за хидрометеоролошки работи, и градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски. Повеќе од 1 час разговараме и дебатираме за актуелната состојба, за невремето, за последиците. Имавме вклучувања и од најпогодените подрачја, каде во Управата за хидрометеоролошки работи може да се добијат потребните информации за времето, за врнежите од дожд, за се она што ни престои, што ни се случува, каде граѓаните може да се информираат. Управата за хидрометеоролошки работи 365 дена во годината, 24 часа, значи имаме мерења и имаме дежурна служба во прогноза на време, каде што постојано се следат временските прилики и каде што постојано се ажурираат временските прогнози врз база на анализа на расположивите материјали. Исто така, овие процеси се следат преку сателитските слики и преку двата радарски центри, Ѓуриште и Тополчани, кои што работат во случај да имаме вакви нестабилни процеси во атмосферата, проследени со поројни врнежи и грмежи. Овие процеси, значи, постојано се следат и информациите, доколку имаме појава на невреме, задолжително се доставуваат до сите владини институции, до владата, до министерствата, до Центарот за управување со кризи, а во случај да очекуваме и на територијата на градот поројни врнежи и до јавното предпријатие за водовод. Така да и сега во моментов, значи, горе имаме дежурен синоптичар кој што ја следи состојбата и доколку се очекуваат некои поинтензивни процеси, за тоа ќе ги информира надлежните институции. Управата за хидрометеоролошки работи има веб страна на која што повеќе пати во текот на денот се ажурираат податоците за временската прогноза и за измерените параметри. Веб страницата е meteo.gov.mk, а исто така сме присутни и на социјалната мрежа Facebook, каде што исто така уште почесто се ажурираат податоци, особено кога имаме појава на вакви некои поинтензивни процеси. Страницата на Facebook е УХМР, исто како што се нарекува и институцијата. Коневски и Скопските општини покажаа солидарност и се мобилизираа за да ја помогнат на најпогодената на општина Газибаба. Веќе споменавме дека општина Аеродром заседаваше вонредно, отворени се и пунктови во рамки на општината за помош на поплавените подрачја. Што може да очекуваме ноќеска, но и од утре, какви мерки преземаат локалните власти за да се солидаризираат со Газибаба и за да помогнат на најпогодените населби? Конкретно ние донесовме одлука со која што обезбедивме финансиски средства во висина од 3 милиони денари. Тоа е една помош за оние најпогодени подрачја. Истовремено ние имаме штета и во самата наша општина. Се прави моментално проценка на таа штета. За неколку дена ќе знаеме за колкава штета станува збор и како што можевме да забележиме, денес владата има водредна седница. Каква ќе биде одлуката, дали владата ќе ги санира тие штети во зборам финансиски, дали ќе помогне или ќе помогне во координација со градот Скопје, тоа ќе го направи или ќе треба ние како локална самоуправа да ги покриеме тие штети. Допрва ќе видиме, во секој случај граѓаните нема да бидат оставени сами на себе. Ќе се помогне, во меѓувреме максимално се работи на превенција од било какви дополнителни штети на оние подрачја кои што се најзагрозени. Вие сами сте сведоци дека целата влада е мобилизирана, целата локална самоуправа е мобилизирана, координирано работиме во насока на помош на граѓаните. Јас се надевам дека вечерва нема да имаме таква непогода како што имавме вчера и дека све ќе биде во најдобар ред, но
Во секој случај ние мора да бидеме подготвени, што се вели за најлошото, иако сите длабоко во себе сакаме тоа да не се повтори. Да, во очекување сме на нашите новинари кои се на терен во најзагрозените подрачја. Во живо треба да имам Љупка Камчева, токму од една од населбите која спаѓа под општина Газибаба и е погодена од силното невреме. Ја очекуваме Љупка Камчева со деталните информации да ни се јави од терен. Ја имаме. Љупка, ти си во отвореното студио на телевизија Нова. Имаше можност да поразговараш и со дел од граѓаните, со дел од жителите на Брнарци. Од каде се јавуваш и каква е сликата од терен? Така е, Биби, моментално екипата на телевизија Нова се наоѓа во Сингелич, последното место каде што лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, премиерот Емил Димитриев извршија увид во сите штети кои што настана во овие најкритични места од поплавите. Како што каже и ти, претходно пред ова место ти извршија посета и на селото Брњарци. Груевски таму ги информираше граѓаните дека ќе се носат дополнителни пакети на храна кои што ќе бидат обезбедени од Црвениот крст, а исто така ќе се обезбеди дополнителна механизација од страна на Дирекцијата за заштита и спасување и центарот за управување со кризи кои што треба да помогнат дополнително во санирање на штетите, односно во оние домови каде што граѓаните имаат огромни штети во изнесување на калта и ѓубрето кое што е настанато од овие поплави. Исто така Груевски и Димитриев ги информираа граѓаните дека ќе се обезбедат и поголем број на војници кои што ќе им помогнат на граѓаните. Да погледнеме овде атмосферата од селото. Ќе се пополнат дупкиве, нешто што е однесено покрај патот, меѓутоа голем дел ќе треба да биде изнес. Тука имаме некои коли ги однесе, трактори, тоа ќе треба некој да се помогне да се расчисти. Ние сами не можеме. Тоа е доле, така на овде надоле, да. Не, близко да, према каналот, ама близко е. Тука во населено место на 100-200 метри. Значи има голем шут, да речам, натлак донесено во реката и е свртена водата према патот. За утре се обезбедени и за од вечер веќе ќе бидат обезбедени скипери, багери, помали багери и камиони. Така да тие со Кендо сега ќе се договориме како да бидат распоредени по кои населени места, пошто не е само едно населено место. Да. Колку точно населени места се фатени? Да. Мрежава водовод ние си имавме собствен тука. Тоа не смете да користите сега. Сега не. Не можеме да користиме, искината е цела мрежа. Тоа се е искинато, шахтите веќе се однесени во река, цревата. Ќе треба поправки после. Председателе, не поминуваме со поправки. Цела е да прошетаме надолу да видиме. Економија, 9. Они под која општина се? Газибаба, истовремено и под град Скопје, така? Да. Океј. Да, заедно општината и градот, ако можете да се направат поправки или како да ги наречеме ова на оштетениот водовод. Треба да се очисти, да се види. Не можеме да очистиме без вода. Така е. Љупка, надлежните се мобилизираа, механизацијата е на терен. Какви се временските услови и каде продолжува екипата на телевизија Нова вечерва? Така е, Биби, како што може и да видите на екраните, моментално врне. До кога ќе се задржи ова време? Ние сме овде во Сингелич, ќе ги посетиме и останатите места, како што кажав и претходно, Груевски овде во Сингелич ја заврши посетата. Тој разговараше и со граѓаните во Стајковци, во едно од најпогодените места. Тие му се пожалија за проблемите кои што ги имаат, дека не може да излезат од своите домови, дека се заглавени, па предлагам овде да слушнеме и дел од тој разговор. Океј. 10 до 15 минути. Океј, ние сме тука и ќе бидеме тука. Ајде. Океј, стигнуваат поголем број на пумпи. Веројатно, го замоливме началникот на генералштабот да ја дуплира војската вечер. Се согласно со вас дека можна е подобра организација на војниците. Во тимови, тоа добро го кажа човекот.
По куки. Ти сега по куки. Ако влезат в улица. Влезат в улица. Да. Улица, ама по куки. Куќа на куќа. Да, и ние тоа не си работиме. Значи, така е, ако една екипа која е составена комплет, зборуваме комплицирана екипа, од машина, камион, 2 пумпи или една пумпа, не е важно, и 10 војници, почнува, влегува, тука завршува, идемо на наредната, нема што да шетат по улиците лево десно. Биби, ако се слушаме, еве овде може да се забележи дека воопшто нема електрична енергија. Граѓаните и на Стајковци се пожалија електрична енергија, дека немаат, дека имаат прекин на електрична енергија, меѓутоа дека во вакви услови кога има поплава дури е критично да не настане некој електричен спој, како што информираше лидерот Груевски и премиерот Димитриев, ќе бидат пратени околу 15 багери, 25 камиони и скипери за да се извлече калта од домовите. Доколку е подготвена и другата тонска изјава да ја погледнеме. Сај, те прашувам за да се процени дали има потреба институциите да додат воитна набавка на храна или нема потреба. Затоа те прашувам. За да на време фатат работата, ако не можете да покриете за многу долго време, односно за барем за наредните 2-3 дена да ги почнат сите постапки институциите. 2000 пакети плюс. После тоа немате, така? Момент само малце. Нино, колко население е зафатено? Што ќе му треба храна? 40% од тази бава тоа ќе му дојде. Значи најкритично дека Стајковци. Они имаат 2000 пакети и се надеваат дека после ќе дојде помош. Не може кој ќе дојде. Отприлика колку население? Оние што ќе биде најнапон 5000 сигурно ќе бидат. 5000, они имаат само 2000 пакети. Да, зај слушаме. Значи станува збор за 5000 население, а вие имате само 2000 пакети. Тоа ми беше целта да видам колку вие може да покриете, а колку ќе треба да покриете институции. Морам најнеопходно. Значи зафатени се преку 20.000 луѓе. Преку 20.000 луѓе не се зафатени. Јас претпоставам дека толку луѓе ќе имаат потреба. Сега ми кажуваат всушност дека преку 20.000 луѓе се зафатени. Токму така, ама јас претпоставам дека во прва фаза околу 50.000 би биле тие што го барат, што треба најкритично. Кој што имаат уште вода. Вас што некаде веќе се расчистува. Доле премиерот дојде. Тука сме, камери има. Дојде доле школа. Улица веќе се расчистува. Воете тоа, ама од еден пакет колку луѓе може да се хранат и колку време? За еден ден, за еден оброк, како е? За еден ден четворица луѓе е со еден пакет, така? Да. А вие ќе стигнете до утре до 104.000 пакети? Ќе стигнеме, значи утре заводе ќе спорачаме. Мислам дека зова Емил, дека треба повторно да се соберете на вода. Ми личи дека ќе има недостаток на храна. 4.000 пакети се надеваа дека ќе има. Тоа е за едно 4-члено семејство за еден ден. А ми кажуваа дека 20.000 луѓе се загрозени. Така што мислам дека вечерва не е лошо да се состане владата да помогне за поголем број пакети. Ќе дојде до недостаток на храна или сега има недостаток? Значи, ние на влада заклучивме да направиме листа на сите потребни артикли во кога? Значи веднаш вечерва. Да. И кој е задолжен за тоа? Значи формиравме заедничка комисија од Министерството за одбрана, внатрешни работи, Црвениот крст и туди социјала. По име и презиме? Да. Значи ќе направат листа и неколку земји, некои претежно соседни земји се обратија до нас, до мојот кабинет. Таа листа ќе биде испорачена, вклучувајќи и храна и друго. Време ќе помине соседните земји. Дај да видиме ние што можеме од соседните земји, не може толку брзо. До утре може вака да реагираме, за бидеме оперативни. Не треба да сметаме на тоа. Мислам убаво е тоа ако дојде, ама треба ние сами да обезбедиме. За утре да се покреде. Тие што подготвуваме храна. Подготвува храна Арама за нејзините припадници, МВР за нејзините припадници, здравство за во болници. Дали имаат капацитет за повеќе?
Оти они не може да ги остават гладни војници. Не може да ги остават, ама Значи дали имаат капацитет, колку имаат за колку повеќе? тоа треба да видиме колку може најбрзо тие Мислам за само за храната треба вечер да имат уште една седница на влада. Љупка ни ја пренесе сликата директно од Сингелич и сите оние посети од надлежните кои беа во најзагрозените подрачја за да се да видат на лице место што се случило, да ги сумираат штетите, но и да ги посетат оние луѓе чии домови настрадаа. Љупка Камчева, благодарам за информациите што и оваа вечер ги сподели со гледачите на телевизија Нова. Надвор почна да врне, се слушаат и грмотевици, а нашите екипи се на терен на неколку локации во Скопје. Не само Љупка Камчева, во живо го имаме и Александар Видиновски, кој ни се јавува од Камник. Александар, надлежните се во потрага по исчезнатите. Во претходното твое јавување спомена дека се трага по едно девојче. Кои се последните информации од терен? Потрагите мислам дека сите моментално се стопирани, бидејќи новото невреме започна токму на тој предел. Ние пробавме да стигнеме до Камник, меѓутоа не успеавме. Тоа е едно голо место и поради големиот број на грмежи и поради наша лична безбедност ние се повлековме. Моментално се наоѓаме на обиколницата близу Смилковското езеро, на кое што беше најпогодено, и сликата позади мене е стравична. Екипите кои што до пред половина час работеа тука на извлекување на возилата, го извлеко и ова возило што е тука позади мене, но како што кажав, сите акции за извлекување на возилата моментално се стопирани. Пред околу 15 на минути поминавме низ селото Стајковци, тамо ситуацијата не беше воопшто лесна за гледање, бидејќи претпоставам дека и онака се е поплавено, земјата е презаситена со вода и овој нов дожд и ново невреме кој не е со интензитет како вчерашниот повторно направи поплава на улиците. Граѓаните во колони со возила го напушта селото, претпоставам дека се веќе уплашени, не знаат што им носи ноќта. Исто така пред околу 15 на минути видов еден нов конвој на армијата на Република Македонија, камиони со војници кои исто така ќе се приклучат на единиците кои веќе се на терен и ќе помогнат колку што може во текот на ноќта да се санираат сите оние штети, меѓутоа првенствено да им се помогне и да се пронајдат на исчезнатите луѓе. Ево претходното јавување кажав дека пред околу час и половина се пронајдени 2 тела, а моментално пред 15 на минути кај што бевме на Камник се трага по едно девојче, меѓутоа поради новото невреме сите потраги претпоставам за кратко време се стопрени. Единствена во целиот овој хаос позитивна вест е што ново невреме се чини дека нема сила и интензитет како тоа што беше вчера. Ние остануваме тука на терен, како што кажав, моментално се наоѓаме на обиколницата во Скопје и ќе известуваме во наредните информативни изданија за последните случувања во Сингелич и тука околу обиколницата, како и Камник. Студио? Да, Александар Видиновски во живо од Камник. Те очекуваме и со нови информации во наредните информативни изданија. Спомена и Александар. Подсетувам дека 400 припадници на АРМА и 300 полицајци поделени по региони му помагаат на локалното население. Телевизија Нова е будна во текот на целата ноќ, целиот ден, и оваа вечер ги анализираме причините и последиците од невремето. Со нас во студиото е генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити, градоначалникот на општина Аеродром Замина. Имаше обврски работни, а вие сте тука со нас за да ги споделите сите оние последни информации. Доаѓате директно од вонредната владина седница. Каква одлука падна? Добро, значи овие денови, овој ден заправо изгледа таков, значи сите ние некакви обврски имаме, некои доаѓаме, некои си одиме. Црвениот крст на Република Македонија од синоќ од 22 часот и 30 минути па до сега, значи непрекинато на терен присутен со своите тимови активности. Помеѓу другото, во рамките на денешниве активности, Црвениот крст учествуваше и на владина седница на која се расправаше во главном за поплавите, односно за последиците кои беа предизвикани од обилните поплави и дождови. Се донесоа низана мерки на владина седница, беа задолжени сите субјекти кои на некој начин се носители на одредени активности во вакви ситуации. Помеѓу другото, Црвениот крст рапортираше за досегашните активности кои ги има превземено во рамките на своите надлежности и беше задолжен во рамките на утрешниот ден и наредните денови да се во соработка со Министерството за внатрешни работи, труд и социјала, за надворешни работи, преку една комисија да ги направат
измеруваат приоритетните потреби на терен, се со цел да евентуалната хуманитарна помош која ни се нуди, би се нудела наредните денови од нашите партнери од странство, било тоа на ниво на соработка и комуникација на Црвениот крст со меѓународните организации, било тоа на комуникација билатерална влада со други држави, влади од други земји, се со една цел, значи да се назначат приоритетите, да се направи добра организација, да се насочи, канализира целата енергија во позитивна насока со крајна цел да има што е можно попозитивни и поголеми ефекти во смисла на отстранување на последиците кај населението кое очигледно значи се наоѓа во тешка ситуација. Овие се едни тешки моменти за тој дел од градот, би рекол, и од државата. Јас сум подолго време во Црвениот крст, сум сведок на повеќе природни катастрофи, би рекол, ова може би една од поголемите и по последици може би и најголема, затоа што има оставено многу големи последици кај населението, кај домаќинствата, за разлика да речеме од минатата година во Тетово, каде што страдаше најмногу инфраструктурата, може би тука на прво место се токму тие директни последици кои луѓето ги чувствуваат. Рано е за тоа да се зборува, веројатно, за тоа што ние во текот на денешниот ден и ноќта на вистина немавме апсолутно никакво време да се бавиме со одредени проценки и анализи, него едноставно со сите сили бевме ставени во функција на помош и подршка на луѓето кои на вистина трпат огромни последици, се наоѓаат во една тешка ситуација, било да е тоа материјално, било да е тоа психолошка и така натака. На тие луѓе ќе им треба уште долго помош и подршка од сите нас, би рекол, Црвениот крст и сите други организации и субјекти кои се повикани да делуваат во вакви ситуации. Помошта и солидарноста е неопходна во вакви тешки услови и времења. Мобилизиран е Црвениот крст. Има ли доволно храна и вода за семејствата чии домови настрадаа? Па добро, ние гледаме еден прилог се пред малку. Јас можам слободно да кажам дека Црвениот крст на Република Македонија овој пат, мислам дека и во минатото полно пати сме се докажале, меѓутоа овој пат е на вистина максимално мобилен и опремен со залихи, со резерви сопствени кои се резултат на неговото работење и менаџирање на состојбите и менаџирање на ефективите, да рекол, и ставање во функција на една ваква ситуација. Ние сме на вистина подготвени, поседуваме доволно големи залихи, ова што досега се правеше во текот на целиот ден, без да негирам ничија заслуга и придонес, секој се обидува да помогне. Значи најголем дел беше прилог и придонес на Црвениот крст. Тоа не е многу за фалење, бидејќи ние постоиме за тоа, не постоиме за да се рекламираме впрочем, меѓутоа можам слободно да кажам дека на вистина сме подготвени, имаме доволен број на волонтери ставени во функција, околу 50 на веќе ноќта и денеска се цел ден активни, вработените се исто така сите мобилизирани, целокупната логистика е ставена во функција и се надевам дека наредните денови ќе условно речено ќе можеме и ќе бидеме во ситуација да ги направиме оние потребни проценки кои доста често или најчесто помагаат за добро да се канализираат активностите во правец на отстранување на последиците. Знаете, денеска, уште еднаш ќе повторам, немаше време за проценки, немаше време да се бавиме со некои анализи, него едноставно сакавме да помогнеме на секој што од нас бараше помош и подршка. Тука беа и нашите медицински тимови нон-стоп на терен кои пружаа помош и подршка. Ноќеска извршивме евакуација со помош, се разбира пред се, односно помагавме на полицијата, армијата при евакуацијата. Сето тоа значи на еден начин се надевам дека малку од малку даде еден придонес во правец на санирање на последиците од оваа катастрофа. Очигледно престојува огромна работа. Знаете, поучени досега од искуството и од праксата, обично деновите први сите некако се на нозе и сите помагаат, меѓутоа доаѓаат оние денови после кога за жал активностите и активноста на терен се намалува. Некој треба да остане со нив. Ние тоа го знаеме, сме подготвени за една подолга активност во тој правец, така да Црвениот крст на Република Македонија спремен и подготвен да ги артикулира сите иницијативи кои се насочени во правец на собирање на хуманитарна помош. Значи да ги водиме сите активности кои помагаат, нели, во правењето на одредени залихи, одреден потенцијал кој ќе послужи наредните денови во фазата на рехабилитацијата подобар и поефикасен хуманитарен одговор на состојбата на терен. Сега треба да му се помогне на населението, а штетите и проценките допрва ќе се сумираат на терен. Кои се последните информации од Управата за хидрометеоролошки работи? Вечерва слушнавме од новинарите на телевизија Нова кои известуваат во живо од лице место од најпогодените подрачја. Тие рекоа дека почнало да врне, можеби не со толку голем интензитет, но какво време да очекуваме во текот на ноќта?
Како што веќе споменав, значи се уште нашето подрачје е под влијание на оваа циклонска активност, во која што се сменуваат подрачја со релативно стабилно време и подрачја со нестабилно време, така да значи се уште може да очекуваме, така беше и најавено, дека како во текот на денешниот ден, така и во текот на ноќта, меѓутоа и во текот на утрешниот ден, се уште значи ќе имаме локален развој на нестабилна облачност со поројни врнежи од дожд и со грмежи, што подразбира дека локално можеме да имаме и поинтензивни процеси и да имаме и поголема количина на воден талок, што подразбира некои 20 до 30 литри, меѓутоа ако ова се случи во краток временски период и во подрачјата кои што веќе беа зафатени, тоа ќе има повторно нови последици. Постепено стабилизирање на времето се очекува од вторник. Во вторник ќе биде променливо облачно, можно е наместа да имаме некои послаби врнежи, меѓутоа веќе постепено времето ќе се стабилизира и според сегашните анализи на времето, среда и четврток би требало да бидат стабилни со повисоки дневни температури. Веќе од петок очекуваме под влијание на постудена воздушна маса пак од север да имаме опаѓање на температурите, ќе имаме засилен ветер, можни се и тогаш врнежи, меѓутоа тоа значи зборуваме за прогноза за времето за после 5 дена, така да управата постојано ќе ги следи процесите. Врнежите не би требало да бидат тогаш интензивни, меѓутоа очекуваме извесен, да речеме, и поголем пат на температурите за време на следниот викенд. Сајти имаме уште неколку минути од оваа вечерашна емисија. Да сумираме, рековте дека одзивот од компаниите е добар и голем. Хуманитарната помош ќе биде испратена и ќе биде стасана до сите оние домови каде е најпотребна. Вашите медицински тимови се на терен. Постои ли аларм од заразни болести од овие поплави кои ги имавме ноќеска? Значи тоа беше најавено од Министерството за здравство. Температурите високи ги предизвикуваат тие последици. Веројатно тој дел од одговорноста и од обврските ќе паднат на терет на Министерството. Нашите тимови се тука да бидат на испомош. Сепак нашата улога е помагател на властите во такви ситуации. Нашите тимови се до ниво на парамедици, меѓутоа од голема корист за системот здравствен. Може би еве за сам крај да соопштиме неколку повеќе или помалку технички податоци. Во тек од попладнево се од активни телефоните кои служат за собирање на помош во вакви ситуации. Отворена е сметката на фондот за солидарност. Ставена е во функција девизната сметка за сите тие кои од странство сакат нели да учествуваат во во собирањето на средства за помош на настраданото население и се разбира повик до сите фирми, компании кои веќе денеска попладнево добар дел од нив покажа хуманост, веќе доставија одредена хуманитарна помош било директно на терен или во магазините на Црвениот крст. И воедно да соопштам дека наредните денови Црвениот крст ќе работи, би рекол, со продолжено работно време. Магазинот во момент поток ќе биде отворен секој ден од 8 до 18 часот. Сите заинтересирани субјекти може да се обратат таму или во просториите на Црвениот крст. Многу е битно да се каже, беше неколку пати денес од наша страна соопштено од представниците на Црвениот крст дека овие активности, како и секогаш што апелираме, потребно е да се канализирани и да се работат во соработка и дослух со институциите на системот и со апелите на Црвениот крст. Не секогаш е потребна било каква хуманитарна помош, секоја активност, секоја катастрофа има своја специфика, па и ова, така да добро е да преку вас и соработката со медиумите да ги соопштуваме, значи потребите кои произлегуваат и се резултат на проценките кои се прават секојдневно на терен. Повторно велам, се со цел да се собере хуманитарна помош која ќе им се најде на луѓето, а не било која хуманитарна помош. Така да останува наредните денови да заедно работиме, да придонесуваме и се разбира да се надејаме на стабилизирање на времето и да се надејаме дека со заеднички сили ќе можеме да им создадеме минимум услови на луѓето кои се надвор од своите домови да се вратат назад и да продолжат со нормални живот. Благодарам што дојдовте во студиото на телевизија Нова и што со нашите гледачи успеавме да им ги прикажеме најновите информации од терен, но и од институциите. Почитувани, последниот биланс е дека над 20 жртви однесе невремето во Скопје. Има десетици повредени, а повеќе имена се водат за исчезнати. Телевизија Нова во живо во секој час ви ги представува и ви ги прикажува најновите информации за во точно
точно 22 часот. Сумираме што се случуваше во текот на денот и ноќта. Со вас ќе биде Гоце Михајловски. Вие гледате телевизија Нова. Не го пропуштете и нашиот интернет портал, тоа е tvnova.mk. Следете не.